Пребудри Соломон сака да се прероди. Чита Александар Стадојков. При се што велел пребудри Соломонот и нафилеje човечкиот живот, па кога остарел не ќел да убира. Многу пати отворил буабет со друзите философи што се видувал, за оти да убирал човек и оти да не можел да се подблади, како што се подбладувале и орлите. Најповеќе отворил тој буабет со безличо свој. Тој буабет на Соломона никој не му го бедисувал и никој не му верувал за човек да се прероди и да се подблади. Така бидејќи, што ти направил пребудри Соломон со својата мудрост. Намисли да се прероди и си пуштил од обете раце крв во едно шише и друго нешто турил од себе си во крвта, та го му урлеисал со црвен восок шишето, та му го дал на некој верен човек што бил покрај него, да го клаи во едно старо будиште, да стои токму 40 дни и на 40 дни да го откопа шишето и дете што ќе го најди во шишето, да го скрши и да го изваи, та да го даде да е која дојарка, да го доит и да го изгледа. Тоа дете ќе сум јас прероден, пријателе, му рекол Соломон. И од кога ќе порастам, пак ќе се воцарам како што сум сега. Ама прај што ќе праиш, никому да не ја кажеш, оти ако имам многу пријатели, имам и многу душмани, што може да би го расипил баривето што го направи со мудроста моја. Го зел шишето пријателот на Соломона и го закопал во едно старо будиште, без да го види некој човек и да го узнаит. Од кога си ја пуштил крвта пребудри Соломон, не живеело 24 сати поеќе. Туку се расчул од изградот и умрел пребудри Соломон. Умрел и се битисал. Пријателот Соломона што закопа шишето уго оттамо не го вадел. Како ќе дојдат 40 дни за да го откопа шишето од будиштето и да види дали вистина ќе се прероди во крвта пак пребудри Соломон. Бидејќи дните пријател и бројал и доќите, како дошле 20 дни, и слагал и со голема радост отишол кај будиштето и го откопал. Кога гледа, вистина детенце било сторено во крвта, ама сторено било и недосторено. Тога му текнало од изгрешил. Наместо само 40 дни да чека, чекал 20. Го закопал докрај шишето да стои уште 20 дни, ама не стадало ништо и на 40 дни чуд ти дошло како која ќе победти некоја жена. Ете чудо што сакал да направи пребудри Соломон, ама Господ сполај му не сакал да биде побудар од Бога, ти ќе му го смени убода пријатело што го закопа шишето и не го дочека да стори 40 дни, ами појде на 20 и не би късметот да се прероди. Друга една спроти оваа приказна се прикажува за еден многу учен философ што можеше чудеси да прави. Тој бедувал саатите од еден град на сите луѓе. Ако е 6 саато, тој му го правил 12. И друзи многу барифети што му се здодеал на сите граѓани и дури на царо. Ама тој бил многу итар и многу мајесник, што никако не можел царо да го клаи врака. Од кога сите маѓи и направи и од кога го видеот и нема чаре од царо, пресапи еден марифет да се прероди. Зел, те ископал еден гроб и пред да влези во гробот направил 40 шишиња со билки и чеберици и му ја оставил да ученикот свој да му и тура во гробот. Слушај, вабо ти калфа, ти што ќе ми направиш мене? Јас ќе влезам во гробот и ти ќе ми исечиш на парчиња. После секој ден ќе идеш на гробот, та ќе ми ја потураш снагата со по едно шише од оваа билка и на 40 дни јас ќе оживеам и ќе се подмладам. Ама немој еден ден кусо да оставиш, оти нема да оживам. Ете, вака да знаеш, да од кога ќе се подмладам јас, може и тебе да те подмладам јас. Влегол во гробо и го исекол на парчиња измеќаро, та го потурил со едно шише од билката што му ја остави. Така го потурил до 39 дни. Царо, аран, таран го барат, ама нигде не можел да го најди. Не знам како му текнало да некого да му каже на царо, оти тој има измеќар. Го викнал измеќаро царо и откога му дал голем стек, кажал измеќаро и отишле да го откопали што да видат. Ете ти го кај мрдал и со очи и со раце,
Сабо уште не могол да проговори и да стани. Ако беа го оставиле за уште едното шише да му го турише измеќеро, ќеше да оживи и да се подмлади. Арнаува царо бил многу налутен на него, тики беше заповедал да го загубат и го загубиле, да го закопаа и стража на гробо кладоа, да не некој да може и да го откопа од гробо. Ете, така беше куртулисал царо од тој лош маѓесник.